Почитувани членови на Националниот союз на слепи на Македонија и останати организации и луѓе воопшто заинтересирани за кулинарството, го затвараме првото кулинарско платно, првот напред за готвење од овој тип во државата. Повикувам нашиот хед шеф Бојан Вилански да ни покаже и да ни каже повеќе какви оброци тие прават изминатите 2 дена. Така, благодарам за најавата. Ние како представници на кујната, правејќи нели прекрасни и убави јадења овие 2 дена, се надевам дека убаво се поминаа сите. Се трудевме да составиме, да направиме брзи, едноставни рецепти кои нели ќе го измамат нашиот вкус. Па ги молам нашите надпреварувачи да се представат и да кажат кој рецепт го користеа. Да го направат. Лазо Трајков, може да почнеш. Трајков Лазо од Гевгелија. Јас искористив еден рецепт од италијанската кујна. Тоа беше паста со туна, мајонез, пармезан, младо кромитче. Така да, ова е еден прекрасен рецепт, многу лесен, едноставен, што слепите лица може да си го прават многу на лесен начин. Значи без многу оперетување во кујната. Самиот рецепт многу е убав затоа што сега следуваат божикни пости, следуваат постни слави. Значи тие намирници кои се користени во истото може да се заменат и со постни. Така да, добре дојдене за следниот период пред нас. Исто така, ова јадење може да се користи и како главно јадење, и како доручек, и како вечера, и за намаса, за мезе, оди со секакви пијачки, така да, тоа е тоа од мене. Лазо Трајков, благодарам. Силвана. Јас сум Силвана Стојанова од Струмица. Пред да кажам за мојот рецепт, не можам да не кажам дека овие 2 дена поминавме во една прекрасна атмосфера, во дружење. Мислам дека на сите од вас ќе ни остане во вистина во добро сеќавање и се надевам дека ќе продолжиме, ќе биде традиционално. За денес, за рецептот мојот бев го нареков трупче, така го викаат. Значи става компир, стек, печурки, колбаси и ренден кашкавал на крајот. Тоа значи се пече и е многу лесно, едноставно и се надевам дека дегустаторите беа задоволни. Така. Ви благодарам, Силвана. Славица. Добар ден, јас сум Славица Димитрова. Од Кочани го представувам Сдруженијето на слепи и слабовидни лица од Кочани. Мене ова ми е прв пат да учествувам на ваква манифестација и се надевам дека ова манифестација ќе продолжи и понатака да се одржува. Јас денес готвев полнети пиперки. Секогаш избирам малку потежок принцип за готвење, бидејќи на тој начин сакам да ги укажам на слепите и слабовидни лица дека ако се нешто сака во животот, нема никакви предрасуди и пречки. Браво, Славица. Јас денес готвив полнети пиперки, за кои потребно беше ориз, мелено месо, печурки. Досега прв пат ги користам печурките во полнетите пиперки. Ви благодарам, Славица. Радка. Јас сум Радка Милошевска. Готвив стек со лук. Потребни состојки ми се крумит, печурки, стек и хупла. Ви благодарам, Родна. Јас сум Родна Дамирова од Кавадарци и се представив со турски рецепти со чорба од црвена леќа, лакмаџун како турска пица и десерт трилеч. Ви благодарам. Јас сум Владимир Јановски од Свети Николи. Јас готвев пилешко во кулен сос. Ние уживавме во оваа одлична атмосфера која ни ја пружи овај настан кулинарско платно 2024. Ги повикувам сите останати кои кои се слабовидни, можат да ни се придружат во оваа манифестација наредна година или во скоро време. Можете да не гледате на YouTube каналот на ESI Radio, лајкнете, шеровајте и претплатете се на YouTube каналот на ESI Radio, стимнете исто така апликацијата на Play Store ESI Radio и слушате одлична музика додека готвите. Ние уживавме, останете поздравени. Чао!
Ова манифестација е уште еден доказ за активноста на Националниот сојуз на слепи, како и за Националната спортска федерација на слепи воедно. И ги најавуваме наредните активности кои што следат, меѓу кои шахски турнири, голбол турнири, но и новите емисии, како например емисијата која што веќе неколку месеци оди, а тоа е Свет Локо со Стефани Денковска, и ве повикуваме сите оние кои што се заинтересирани да дознаат повеќе и да научат повеќе за лицата со визуелната опреченост, да не повикаат или да ни напишат имејл или да ни контактираат преку Facebook како ви одговара, за да го интегрираме слепиот човек во нашето општество. Браво!